Гевгелиска хуманитарна акција за собирање на зимска облека, обувки и кебиња, помош за оние на кои најмногу им е потребна во периодот на невообичаено ниски температури во регионот. Да се разбуди свеста и грижата кај граѓаните за социјално загрозените лица или семејства е мотив плюс на нашата сограѓанка која одлучила да ја организира оваа акција. На самиот старт располага со мала количина на собрани алишта и одзив на граѓани кои засега е многу мал, но нејзиниот повик и апел е да допре до сите гевгеличани и хумани луѓе. По идејата која ја видов преку телевизија хрватска и српска телевизија, кај што рекоа дека потекнува од Америка, имаш јакна повеќе, остави. Ти треба јакна, земи. Значи решив да ја покренеме оваа акција, ние гевгеличаните да покажеме колку сме хумани и колку мислиме на нашите сограѓани кои имат потреба во овие студени денови од топла облека, топли покривки, топли кондури. Значи, кој што има, тоа сакав, значи тука се донесува, се остава, на кој му треба, доаѓа и си зима. Значи, ние тука го користиме овој простор, затоа што сум јас тука, работам внатре, ова е мој објект и најзгодно ми е тука да го организирам. Значи, кој му треба, доаѓа да зима, кој има вишак, доаѓа остава. Значи, до сега сме имале одреден број донации и земени се од луѓе кои имат потреба. Но бараме повеќе, додека траат студените денови, се надевам дека нашите граѓани ќе имат сомилост кон нашите сограѓани кои имат потреба од тоа. Самоиницијативната акција е пример во нашето општество, бидејќи најмал подарок може да биде од огромна корист за оние кои се дел од нашата заедница, без разлика на нивниот социјален статус. Од Центарот за социјална работа ни посочија дека на територијата на општина Гевгелија нема евидентирано бездомни лица, а социјално загрозените редовно го добиваат месечниот надоместок. Она што ја нагрдува сликата низ централното градско подрачје се луѓе од ранливи категории кои најчесто доаѓаат од соседните градови, сметајќи ја Гевгелија за богат град, каде најчесто може да добијат поголема солидарност од честите грци. Гевгелија е на потек за помош на своите сограѓани.